Во Занаечискиот дом денеска се одржа јавна научна трибина на тема Борбено и слободарско Куманово. На трибината која ја отвори градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски говореа професор доктор Вера Антиќ, Венко Андоновски и Тодор Чепреганов. Нашите предци се тие кои што ја креирале современата наша историја, историјата на Македонија, но историјата на регионот, и затоа истите заслужуваат на ваков начин првенствено да се потсетиме на нив, а дополнително да им одадеме почит и признание, бидејќи сепак Куманово носи еден епитет Црвено Куманово, рече меѓу другото Димитриевски. Сите велат црвено, бидејќи учествувало во Втората светска војна и всушност тука, во нашиот град и во револуционерниот прилеп пукнале првите пушки. Но таа генеза и таа приказна за Црвено Куманово влече малку подлабоки корени, уште од времето на Кралство Југославија, кога се дозволуваат првите плурални избори, на кои што левата ориентација победува во нашиот град, а подоцна на еден демонстративен начин, бидејќи изборите не биле признаени, е прикажано незадоволството на граѓаните и е извршена репресија над нив. Затоа ние сме горди на Црвено Куманово и токму таквите причини носат нови моменти историски во Втората светска војна, кога Европа е окупирана и ставена под чизмата на фашизмот, а нашите, тука ги гледаме, тогаш млади луѓе, се осмелиле, охрабриле и кренале на вооружено востание. Ние како град сме горди што имаме 8 народни херои. А верувајте ми, овој град заслужувал да ги има најмалку 18. И денеска историјата се повторува. Зошто? Бидејќи низ зборовите на дедовците и наши баби, кога биле давани предлозите колку народни херои да има нашиот град, предлогот бил да бидат 18. Но делегацијата која што го однела списокот во Централниот комитет во Скопје, пред нив стигнала вообичаено и типично за онаа што се случува на наши простори друга делегација, која што сушност ги оспорувала самите предлози и бројката се намалила на 8. Историчарот на книжевност, книжевен теоретичар славист Вера Стојчевска Антиќ на трибината говореше за Рацин, незаборавник во времето. Јас го избрав не случајно Коста Рацин како пример, како учесник во народно-ослободителната борба, како комунист, како борец за правда, како поет, како книжевник, како историчар, и тоа пред формирањето на нашата званична држава. Во секој случај, јас поаѓам од некои лични своји импресии, кои не се случајни, и зошто го избрав токму Рацин. Во 1939 година, знаете сите, дека излегоја во Загреб неговите бели мукри. А јас сум родена 1939 година. И кога годините почнаа да надоаѓаат, јас првите сознанија за Рацин ги добив на еден многу интересен начин. Бев мало дете уште, кога сестра ми, која беше гимназијалка, донесе во нашиот дом отчукани на машина неколку песни од Рацин. И тоа ме изненади дека тие биле пишувани 1939 кога јас сум се родила. И почнав да правам паралели кога сум била јас и на која возраст бил Рацин, за да можам да ги сватам работите. За имаголошките представи за бугарите кај Волтер и за македонците кај Маркес, сврзани со мое родно Куманово, пред присутните говореше професор доктор Венко Андоновски. Имагологијата нема да држам предавање овде од каде потекнува и како е замислена, главно се сведува на наша представа за некоја друга заедница или друга култура,
се разбира дека тај дискурзивен конструкт и најчесто е стереотип, што значи дека не е точна таа представа. Знаете во колку вицови пироќанците се представени како, нели, не знам, како цици, а да речеме, еден од пироќанците мене ме спонзорираше со мојата книга, нема да го споменувам, бизнисмен и така натаму и така натаму. Значи, сакам да говорам за тие имаголошки представи, кои, внимавајте, во книжевноста се симпатични. Меѓутоа, кои ќе влезат во политиката, тие стереотипи, представи, тие можат да предизвикаат ужасни проблеми и јас мислам дека кога говориме за борбено Куманово, ние не можеме овде да не споменеме бугарска окупација. Тоа мора да се спомене. Меѓутоа, да робувате на стереотипот дека бугарите се такви и такви, тоа веќе значи да си одсечете иднината. За 11. октомври 1941-2021 на панел дискусијата свое видување даде професор доктор Тодор Чепреганов. Воедно градоначалникот Димитриевски денеска ја отвори изложбата Животи положени за слобода и државност, партизански одреди и народни херои од Куманово. Иницијатор за денешната научна трибина е граѓанскиот активист Сотир Костов, а во организација на градоначалникот и Советот на општината, секторот за образование, Фондацијата за култура и спорт и Институтот Хабеас Корпус од Скопје.